Нема поубаво чувство од она кога ќе ја погледнете на смевката на лицето на оној на кој сте му помогнале. Водени од ова чувство, волонтерите од Црвениот крст со години се трудат да помогнат во сите случаи кога помошта била повеќе од потребна. Председателот на организацијата е задоволен што се повеќе млади луѓе решаваат да бидат волонтери и на дело да ја покажат хуманоста. Тоа се побудени оние хуманитарни човечки чувства, некому да се помогне, некому кој што гледате дека му треба помош, дека во се наоѓа таква ситуација кој што одредените друштвени институции тоа не може да го прават, или пак самото друштво на некој начин ги изолира тие луѓе, тоа е така наречена вулнерабилна група на луѓе. И самиот факт што ќе измамите од некого насмевка на лицето, значи самиот факт што некој ќе ви ја стегне раката и ќе ви рече фала, нема поголема награда за волонтерот. Мислам дека волонтерството веќе има традиција во нашиот град, сега зборувам за Велес. 5 декември во светски рамки се одбележува како ден на волонтерството. По тој повод, на централната манифестација во Скопје, клубот на млади при Црвениот крст од Велес ќе добие признание за досегашната работа. Според Трајков, од исклучително значење е соработката на организацијата со институциите на државата. Значи, ние сме тука да помогнеме заедно со државата на вулнерабилните групи. Ние немаме ресурси материјални големи. Имаме човечки ресурси, меѓутоа и не толку човечки ресурси колку што има државата. За жал државата не може да стигне сегде. Така да многу е добра таа така наречена условно коалиција меѓу државата од една страна и невладини организации, невладиниот сектор, значи во соработката. Значи ние работиме како волонтери на детектирање на проблемите, работиме на проаѓањето, на пронаоѓањето на луѓе на кои што им треба помош, и од друга страна работиме на тоа да заедно и ги провоцираме институциите на системот да го фокусираат вниманието кон тие проблеми. Од Општинската организација на Црвениот крст денес упатија апел до граѓаните кои имаат желба да помагаат без притоа да очекуваат паричен надомест или било каква награда за сработеното, да им се придружат на волонтерите, чија бројка сега достигнува околу 180. Велес ќе добие модерна автобуска станица. Собственикот на автобуската станица има намера да го промени нејзиниот досегашен лик, но и да го зголеми просторот. За таа цел советниците од Општинскиот совет на 13-тата седница ќе расправаат околу промената на генералниот урбанистички план. Има интерес од собственикот на автобуската станица за нејзина доизградба, модернизирање. Тука општината има интерес дополнително за изградба на дополнителен паркинг простор во близина на автобуската станица. Проектот е веќе доставен до општината, тој ќе биде предмет и на расправа на советот кој што треба да ги донесе измените на деталниот урбанистички план и предвидува едно навистина модерно решение за модерна автобуска станица. Според Колев, предвидено е овој простор да добие ново квалитетно сообраќајно решение, но и паркинг простор. Доколку Советот позитивно се изјасни во однос на промените, ќе се уриваат времените објекти во близина на автобуската, но ќе се искористи и дел од зелените површини. Предвидено е, колку што јас сум запознат, отстранување на времените објекти и не би рекол уништување, меѓутоа во еден дел искористување и на дел кој што сега е во форма на зелено. Промените предвидуваат и нов лик на градскиот пазар, проект кој беше предизборно ветување на актуелната власт. Подобрување на социјализацијата на децата и младите со посебни потреби е проектот кој Црвениот крст го реализираше по повод денешниот меѓународен ден на лицата со хендикеп. За таа цел волонтерите од Црвениот крст заедно со корисниците на дневниот центар организираа ликовна работилница на која цртаат цртежи со новогодишни мотиви. Изработуваме на различни работилници, изработуваме некакви предмети, а сега заедно со дневниот центар изработуваме овие дедомразовци и снежковци со цел да се покаже месецот декември како новогодишен проект.
Проектот се реализира со цел подигнување на свеста кај населението за потребите на оваа категорија на граѓани. Во текот на изминатата година, децата од Дневниот центар за лица со посебни потреби и волонтерите од Велешкиот Црвен крст одржале неколку креативни работилници, од кои се создале дела кои беа изложени во чест на Меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Организиравме една работилница креативна заедно со волонтерите од Црвениот крст. Освен тоа има и една така мини изложба, да речам, со експонати што досега ги имаме изработено заедно со корисниците и плюс една видео презентација на која што може да се видат слики, текстови од различни активности што досега сме ги направили. Инаку овој настан, ова случување е дел од проектот подобрување на социализацијата на лицата со попреченост, што веќе традиционално 5-та или 6-та година и организираме со Црвениот крст. Заедничкото дружење траеше од 10 часот па се до 12 часот во просториите на медиотеката во градската библиотека Гоце Делчев. Инаку ова е соработка на Црвениот крст и Комерцијална банка. Дигитален логопедски сет и специјална соба со светлечка лед завеса за децата со аутизам доби специјалното основно училиште Маца Овчарова по повод Меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Дигиталниот логопедски сет Берингер специјалното училиште го доби како донација од германската амбасада во Македонија. Оттаму вела дека оваа донација е со цел да се олести работата на персоналот, но и на децата кои имаат проблеми со говорењето. Овој сет кој што ние го дониравме, како што потврди госпоѓа Љапова, е најмодерна опрема која што се користи во цела Европа и јас искрено се надевам дека со овој наш мал придонес ќе успееме многу да пружиме на овие деца и на персоналот кој што работи со истите. Специјалната соба со светлечка лед завеса училиштето Маца Овчарова ја доби како донација од Инервил клубот. Оттаму вела дека донацијата е една од главните активности на Инервил клубот со цел да се помогне на овие деца кои имаат потреба од ваков вид на третман. Нашиот Инервил клуб одлучи да донира една светлечка лед завеса и прожектор што ќе служи за децата со мултихендикеп и аутизам за подобрување на нивните сензорни активности кои што ги имаат за решавање на сензорните проблеми кои што ги имаат. Иако се подобрени условите за следење на наставата во специјалното училиште Маца Овчарова, сепак родителите на децата сметаат дека се уште постојат недостатоци. На децата им фали физиотерапевт како прво. Тоа им е многу битно. Значи физичко образование, меѓутоа индивидуална работа со физиотерапевт. Мислам дека е потребно физиотерапевт, компјутери има. Не знам, моето дете малку потешко се прилагодува на целата средина овде. Ние родителите доста се залагаме, значи да им помогнеме и нив, и истовремено и они да ни го пренесат нивното искуство нас, па за резултатите да бидат што е можно подобри. Така што очигледно мислам дека навистина трудот на наставничкиот тука колегиум е многу голем. Директорката на училиштето Татјана Љапова вели дека училиштето ги следи сите светски трендови за следење на наставата на овие деца со хендикеп, при што употребуваат современа дефектолошка теорија и практика. Применуваме современа дефектолошка теорија и практика да преку рехабилитацијски процес неадекватните сензомоторни шеми кои што ги имаат учениците да ги заменуваме со нови, било да се работи за вежби за говорна стимулација, визуелна перцепција, вежби за аудитивен развој или проблеми во читањето и пишувањето кои што се трудиме да ги надминат. На одбележувањето на светскиот ден на лицата со хендикеп, специјално за училиште Маца Овчарова го промовираше и прирачникот за развој на говорот и неговата патологија, која е наменета за сите родители, чии деца го посетуваат специјалното училиште Маца Овчарова. Утро во влезот на основниот суд во Велес беше полен со течност подготвена во жолто шише. Најверојатно се работи за киселини и фекалии. Ова е уште еден бунтовен чин на велешанката од Башино село, која летова се обиди и да ја запали зградата на судот во Велес. Денешниот настан е пријавен во СВР Велес, откаде излегле на лице место и ја привеле сторителката во полициската станица. Се очекува да следи барање за поведување на прекршочна постапка за сторен прекршок од Законот за јавна чистота. Проблемите со законот на пријавен
пријавената започнаа по постојаната кавга, која таа имала со ЕВН СМ, поради неплатени сметки за струја. По исклучувањето на струјата во нејзиниот дом, таа нападнала и вработени на ЕВН, а се обидела да ги исече и запали бандерите, како и да ја запали трафостаницата. Таа доби 1 година затвор по настанот летова кога ја полеа вратата на судот со бензин и се обидела да ја запали. За сите дела се чека и психијатриско вештачење за пријавената. По настанот утрово, странките во Основниот суд во Велес беа пренасочувани кон службениот влез. Со хепенинг насловено Срце за срце, Сдруженијето на лица со церебрална парализа го одбележа 3 декември, денот на лицата со попречености. Овој пат Сдруженијето одлучи одбележувањето на денот има хуманитарен карактер, кој го посветија на нивниот член Стојанче, кој веќе замина на лекување во Кина. На самиот хепенинг замисливме да имаме штандови на кои што зедоа учество и повеќе невладини организации, институции од градов, се со цел да се обереме што е возможно повеќе средства и да му помогнеме на семејството Димовски за овие 3 месеца да можат да ги поминат во Кина и се надевам дека кога ќе се врати Стојанче веќе ќе ги даде првите чекори. Инаку тие се наши членови од самото формирање на Сдруженијето, од самото раѓање на Стојанче. Премногу ми е драго што многу хумани луѓе се одзваа за оваа акција и помогнаа на семејството Димовски. Во хуманитарниот хепенинг се вклучија повеќе здружени институции, како Организацијата на жени, жените пензионерки, жени Сдруженијето на инвалидски пензионери, детската градинка Димче Мирчев, Лајонс клубот од Велес, како и невладината 46664. Нивни представници преку продавање на беџови и домашни специјалитети придонесоа за собирањето на средствата, кои до крајот на вечерта се искачија до сума од 13.000 денари. Поддршката на хуманата акција за Стојанче од страна на нашата установа е втора, која што се случува, односно втора хумана акција во која што учествува нашата градинка, како установа и нашите вработени. Ние заедно со Сдруженијето имаме ред на активности кои што ги правиме во партнерство, истите ќе се случуваат и во идни. И овој пат ја покажавме својата хуманост со прекрасните работи што ги донесовме, Златки и Благи. Се надеваме дека ќе се соберат доволно пари за да можеме да помогнеме сите заедно за лекувањето на ова наше сограѓанче, кој веруваме дека ќе ја преброди оваа болест и здраво и право ќе ни се врати меѓу нас. Подадовме рака поддршка за Стојанче со најубави мисли и желби да си помине убаво, да се врати среќен, весел, здрав и да биде се најубаво со него во животот. Му пожелуваме сите ние пензионерки. Ние секогаш сме поканети, каде сме поканети, таму се одзиваме со помош, да помогнеме на секоја хуманитарна акција, било за кого, не правиме разлика. Ние постоиме многу децени и децени, имаме хуманитарни акции направено секогаш, не само во ваква цел. Со хуман гест на хепенингот се појави и од Центарот за ортотика и протетика Славај, кој на Сдруженијето на лица со церебрална парализа му донираше инвалидска количка. Центарот Слави месец декември го прогласи за месец без партиципација по повод Светскиот ден за лицата со инвалидитет. Ослободени од партиципација ќе бидат сите членови на Сдруженијето Мобилност Македонија и сите членови на другите здруженија што се занимаваат со овие проблеми. Исто така, ослободени од партиципација ќе бидат и корисниците на пелени што одат преку потврда од фонд. Синокешниот настан беше збогатен со игри и песни изведени од млади велешани, како Мики Сакуловски, Орхидеја Дукова, Тринити Бенд, Елена Петрушева, културно-уметничкото друштво Керамичар, како и младите балерини од Белејското студио на Бела.